ова утро да си кажеме за економијата и за економската криза. Ќе поставиме прашање и ќе се обидеме да најдеме одговор на тоа како ќе ја пребродиме можеби најтешката криза од осамостојувањето на Македонија. Гостин во ова издание е господинот Ромео Костадинов од Сојузот на стопански комори на Македонија. Костадинов, добре дојдовте во утринската на Телма. Добре нашо. Ве најавив како представник на Сојузот на стопански комори на Македонија, но вие сте пред се бизнисмен, долги години водите собствен бизнис со фирма која вработува 15 на луѓе, односно храни 15 семејства, ако така може да се каже. Да, 19 години на пазарот. Тоа е тоа, нели успешно стопанисуваме. Се надевам дека ќе продолжиме и понатаму. Како е да се води бизнис денес во Македонија? Па не е едноставно, меѓутоа не е ни многу тешко. Секој треба да се обиде, значи секој треба да почне собствен бизнис, е мотивација за секој што сака да работи во Македонија, да почне, да не очекува дека тече мед и млеко, дека ќе има добри услови, но треба да се бори за да може да ги постигне своите резултати. А зошто да се бори кога може да се зачлени во партија и да си се вработи во партиска администрација и да си добива плата без да работи? Тоа веќе не е бизнис, тоа веќе не зборуваме за бизнис. Дефинитивно, значи од овде произлегува само дека ако е парите во прашање, парите се за остварување, тогаш не е целта бизнисот, не. Се разбираме така, стопанството не е баш едноставна работа, не поготово во Македонија, затоа што ние сме мала економија, имаме ограничени ресурси, увозно сме зависни, и поготово што сме подлежни на сите кризи кои што се околу нас, во светот и кај нас. Да, малку иронизира во претходното прашање. Темата беше како е да се води бизнис денес во Македонија, во услови на кога се спојуваат повеќе кризи истовремено, кога сме на истекот на една здравствена криза, се соочуваме со енергетска криза, па таа се продолбочува во голема финансиска криза и дополнително на тоа проблемот е најголем, бидејќи не е ова само наш локален тука или регионален проблем, туку светски проблем во кој не можеме да очекуваме помош од надвор како што имало случај во изминатите 3 децении. И во таа смисла првото прашање би било ќе ја преброди ли кревката македонска економија и оваа криза? Какви се вашите проекции, прогнози? Значи дека условите не се добри, дека имаме здравствена криза, дека имаме енергетска криза, воени услови во Европа што е многу лошо за пазарот и пазарната економија. Меѓутоа македонското стопанство, барем во оние корени како што е сега поставено, нели е жилово стопанство кое што не дозволува некои поголеми изненадувања, затоа што во овие стопански услови во минатите години од осамостојувањето во Македонија не цветаа рози во стопанството, така да бизнисмените кои што се во стопанството се навикнати на овие потреси, точно дека ова е многу голем потрес, дека македонското стопанство треба дополнителни напори да вложи за да го преброди. Дефинитивно ќе биде проблем за економијата, поготово што имаме проблем со ресурсите, енергенците се во прашање и ценовниот скок кој што тешко може да се стабилизира. Ние гледаме дека светските економии се под притисок со оваа транзиција во поглед на цените, со стабилизирањето на цените и смирувањето на инфлацијата. Нели Македонија пак кога сме ние една мала економија, да не речам минорна во поглед и значење. Се тресат најголемите европски економии, големи светски економии се на работна рецесија, а ние пред 2 дена креиравме нов буџет за 2023, го презентираа надлежните и велат дека тој ќе биде развоен и ќе ја ублажи, односно ќе значи спас од кризата. Вие како Сојуз на стопански комори веројатно го разгледавте предлог буџетот за 2023 и зазедовте некаков став во однос на тоа. Каква е вашата првична оценка во однос на предлог буџетот за 2023? Во Сојузот на стопански комори превладува дека е предимenzionиран буџетот, мислењето дека со овој буџет само ќе се зголеми потрошувачката, дека не се решени многу актуелни прашања кои што престојат, например она што е прашањето основно се поставува во текот на периодот капиталните инвестиции и нивната реализација, не само поставувањето како ставка во буџетот, туку и нивната реализација, системските решенија, преобремената администрација, значи сепак тоа ќе биде голем проблем за реализацијата на овие поставки, односно ставки во буџетот. Во овој поглед, нели, Сојузот на стопански комори дава и активни мерки и решенија за тоа, но затоа претпоставам дека ќе ги нашиме резултатите малку покасно, односно ќе позборуваме покасно за тоа како ние мислиме да ја пребродиме оваа криза, односно како Македонија да помине низ. Да, рековте, претходно треба да се отстранат некои недоречености, односно слабости, за да се креира ваков буџет. Буџетот за наредната 2023 година ќе тежи рекордни. Впрочем, во Македонија секој нов буџет е рекорден, од година во година расте и тоа најмногу во делот на плати и социјални трансфери, а најмалку во делот на капитални расходи. Вие тука ќе го ставите веројатно акцентот.
Меѓутоа, еве, 5,3 милиарди евра е државната каса за наредната година, од кои државата по основ на даноци ќе собере 4,6 милиарди. Останува голем буџетски дефицит и на тоа се надополнуваат ратите што ќе доспеваат за враќање од претходните задолжувања. Што е најголемиот предизвик во генералната слика вака кога ќе го поставиме буџетот? Значи, прво и основно е како да се соберат овие приходи. При димenzionирање буџетот, тоа е точно, трошоците се тие кои што се поставени, прашањето како ќе ги собере апаратот овие приходи. Ние знаеме дека имаме администрација која што не е во функција. Тоа се оценките на нашите стручњаци, тоа се оценките од надвор. Имаме преобемна администрација која што не е функционална во моментов. Не дека не се пополнети позициите кои што се потребни за извршување на задачите. Меѓутоа, стравуваме дека ова предимenzionирана милиардска цифра од 5,7 милиони евра ќе биде, милиарди евра ќе биде не собрана до крајот на годината. Второ, капиталните инвестиции кои што се исто така повисоки од минатогодишниот период, само да споменеме дека 37% сегашната реализација на овие капитални инвестиции од оваа година, од овој буџет. Дали да очекуваме иста ситуација? Сигурно дека ќе има ребаланс, затоа што е предимenzionирана и оваа цифра, и во моментов тешко да се очекува дека ќе можат сите овие капитални инвестиции да се изреализираат во наредната година. Прашањето на тие капитални инвестиции внатре во структурата на капиталните инвестиции е дополнително прашање. Капитални инвестиции како такви се окей, меѓутоа колку тие допринесуваат за идниот развој? Дали тие се полна развој? Еве, од тие 700 милиони евра кои се предвидени во капитални расходи, за капитални инвестиции, меѓу 350 и 400 милиони се предвидени за асфалтирање и изградба на нови патишта. Да, заглавивме со патиштата некако низ годиниве. Да, имаше такви проекции и прогнози од претходните години, гледаме каква е состојбата, се пролонгираат роковите, прераспределба на средства да се врши, значи во моментот нели капиталните инвестиции за патиштата се полна растеж, меѓутоа нели и неопходно ни се потребни. Во патната мрежа на Македонија превладуваат стари застарени патишта од 80-тите години од екс-Југославија. Значи ние имаме патна структура која што не е доразвинена. На Босна и Херцеговина успеа да стави 30% од патната мрежа во нови автопатишта. Ние не стигнавме до таа цифра. Второ, и она што се почнува како проекти не се завршуваат. Дали имаме проблем со наоѓањето на работна сила, на позиции за работа, или имаме проблем со нерешени инфраструктурни прашања, односно зголемување на цените кои што отпосле се откриваат, тоа е прашање на експертите, не тие би требало да го нагласат тоа. Меѓутоа Македонија очајно и требаат патишта, подобра инфраструктура, а не да очекуваме пак понатаму почнуваме со градба, не завршуваме за многу години. Значи тоа е смрт за една економија како што е македонската. Ние имаме и други проблеми. Со самата инфраструктура на патишта не можете да очекувате нови туристи. Туризмот ни е на ниски гранки. За жал, нели, она што ние би требало да ја разиграме нашата економија во поглед на туризмот, прехранбената индустрија, Македонија има нели потенцијали на раст во овој сектор, ние тоа не го правиме преку овие капитални инвестиции. За жал, нели, многу поголем напор треба да се вложи за да овие капитални инвестиции се реализираат до крајот на предвидениот период. Согласно проектираните капитални инвестиции од 700 милиони евра, државата предвидува економски раст проектиран на 2,9% и покрај оценките на Светската банка дека сме на работна рецесија, значи сепак се прогнозира во 2023 македонската економија да порасне за 2,9%, не доволно, меѓутоа сепак раст. Инфлација да се врати на нивото од 7,1, односно да се ублажи, да се исконтролира и да се позиционира на 7,1%. А надворешниот долг да не го надмине прагот од 60% од бруто домашниот производ. Колку кога се прават тие економски параметри, кога се балансираат, може да се проектира раст во услови на ова што досега го зборувавте и го опишувавте, а кога капиталните инвестиции ќе изнесуваат 700 милиони евра, можат ли тие капитални инвестиции од 700 милиони евра да продуцираат економски раст од 2,9%? Или како што рековте многу бргу, веројатно уште во првиот квартал од 2023 ќе бидеме соочени со потребата од ребаланс и дел од тие, како што обично бива, капитални расходи ќе се пренаменат на некоја ставка каде што ќе биде по приоритетно, каде што ќе гори, ако може така да се каже.
Најверојатно општиот заклучокот дека ова е преоптимистичко сценарио за македонската економија. Први, зафаќањето од стопанството е преобемно. Со 37% од бруто домашниот производ зафаќање во буџетот. Ова е преголема ставка за македонската економија. Значи, ние имаме преобемна администрација, тоа би требало да се среди на некој начин, да се стави во функција на стопанството. Второ, овие капитални инвестиции се очекува дека во тек првиот нареден тромесечен, четиромесечен период, нели, првите 3-4 месеци во текот на наредната година ќе доживее првиот ребаланс, затоа што е неодржливо. Прво имаме зголемена инфлација, инфлацијата што е проектирана е на некои 8%. Меѓутоа тоа е исто така преамбициозна, да не речем, ставка, односно процент која што не е одржлива барем за македонската економија. На македонската економија во моментот и треба само поттик за енергенси во прва фаза. Во втора фаза секако социјалните трансфери би биле зголемени. Тоа и се очекува. Меѓутоа, капиталните трансфери не би требало да трпат во овој поглед. Единствена светла точка во овој буџет се предвидените капитални трансфери кои што се чини дека се нереални за остварување. Затоа што не се излезени по позиции за да видиме кои се тие капитални трансфери и како се предвидени. Точно е дека тие раздвижуваат економијата, но прашањето е да не останеме со почнати неизградени патишта, со почнати недовршени инфраструктурни објекти. Второ, Македонија има потреба од не само подобрување на инфраструктурата, туку и развој на нови инфраструктурни правци. Ние постојано се држиме за некои коридори кои што не се завршени во претходните 20 години. Не направивме некој исчекор за да дојдеме до некоја нова инфраструктура. Тоа ни треба. Очајна е состојбата во поглед на привлекувањето на туризмот, во можностите за исхрана и поддршка на земјоделството. ИПАР програмите кои што постојат од надвор, секако се некоја дополнителна точка, меѓутоа ние имаме проблем со производството на храна. И во ова се што го говорите, се проектира, односно се прогнозира невработеноста до година да стаса до стапка 14,1% невработеност, а до 2027 да падне на 9,4%. Значи, намалување на невработеноста се проектира во услови кога голем број компании, сведоци сме дека се соочуваат со неликвидност, со голем проблем и предизвик да го одржат и постојниот број на вработени. Колку е ова реално битка против невработеноста во услови на криза? Тешко дека ќе имаме намалување на невработеноста, затоа што Македонија се соочува со рекордна невработеност од некои над 15%. Онаа прикриена невработеност што сега ја кажуваат е малку преоптимистичка. За жал, и прогнозите за намалување на невработеноста се чини дека се преамбициозни, барем за делот на македонското стопанство. Во стопанството сега имаме најави поради високите енергенси, поради неодржливоста на исплатата на трошоците кои што повлекуваат нели од енергенсите, отпуштање на работна сила. Не знам како можеме да предвидуваме ние зголемување на вработувањето кога стопанството упорно апелира за помош во поглед на енергенсите, во поглед на суровините. Не е само енергенството во прашање, ние имаме проблем со основните суровини. Основните прехранбени суровини кои што Македонија ги увезува се драстично скокнати на странскиот пазар. Увозот чини и тоа треба некој да го плати. А ние имаме најава на зголемување на даночните стапки во тој поглед, уште повеќе. Така да оваа потрошувачка што се предвидува во делот на капиталните инвестиции би требало да има некој пол на растеж во смисла на зголемување на вработеноста, но тоа е сепак сектор кој што е во делот на јавната сфера и тој сектор треба да направи повлекувања на транши, односно исплати према приватниот сектор кој што е носител на вработувањето. Се надевам, не очекуваме ние да вработиме во јавниот сектор, поголема администрација. За да ја намалиме невработеноста. Ако тоа е целта, тогаш ќе биде голем проблем за нашата економија. Дополнително ќе се оптовариме. Имам впечаток дека како носителите на јавни функции, бизнисмените, стопанствениците да функционираат на различни фреквенции. Кога зборува бизнисот, вели ние го полниме буџетот, а немаме никаква помош. Од друга страна, кога зборуваме со државни представници кои креираат економските политики, велат добро е, имаме развој, ќе намалиме невработеност. Значи, како разговор на глуви, односно како да се игнорираме комплетно меѓу себе. Во таа смисла би додал само неколку бројки што се интересни да ги искоментирате. Еве, например, социјални трансфери. Најголема ставка во буџетот од вкупната сума 5,3 милиарди колку што треба да потрошиме в година, 3,3, значи повеќе од половина изнесуваат социјалните трансфери. Само за плати во администрацијата, во оваа што ја зборувате дека е преобемна и недоволно ефикасна, 100 милиони евра е растот за 5 години во
оваа година односно до 15%. година ќе бидат заплати исплатени 567 милиони евра заплати на јавната администрација. При тоа рековме граѓаните, соданоците и стопанството го полнат буџетот, се соочуваме и со висок процент на сива економија. Сега што е проблемот? Недоволно силното стопанство да го наполни буџетот или сивата економија? Затоа што очигледно е дека имаме голем буџетски дефицит, односно неефикасност при собирањето на даноците, при полнењето на државната каса. Значи и двете работи се присутни во македонската економија, и недоволното собирање и даночната евазија, односно избегнувањето на плаќањето на даноците, секако се голем проблем за даночната администрација, проблем кој што со години се провлекува, и овде мислам дека многу малку се работи во поглед на неговото спречување, освен неколку светли точки во поглед на даночните пријави, во поглед на издавањето на одредени сертификации и лиценци и професионалниот карактер на поднесувачите на овие, нели, остварувања во поглед на буџетот како прибирање на даноците. Значи, тоа е доброто нешто. Тоа е добрата работа која што се случува во моментот, меѓутоа и таа е застаната, за жал морам да споменам, затоа што има одредени предизвици со кои што се соочуваат, значи одредени категории на професионалци кои што се вклучени во оваа сфера, не само даночна администрација, туку и сметководствениот сектор кој што е полнач на буџетот на територијата на Македонија, има проблеми во поглед на изразување на професионализмот. Убаво е замислено, меѓутоа кога ќе почне да функционира? Тоа требаше да почне од 1 јануари 2023 година во смисла на професионални квалификации, сертификации кои што ќе можат да возможат поднесување на пријави од професионални лица кои што ги разбираат и имаат целосна одговорност во поглед на поднесените даночни пријави. Не е само, ние имаме сега во Македонија кога воопшто не се поднесуваат даночни пријави, не се искажуваат обврските за данокот. Колку се тие избегнувања кои што не се познати во сивата зона на економијата, тоа е прашање кое што според стручњаците изнесува дури над 40%. Меѓутоа, во овој поглед, нели, еве се прават некои одредени чекори, да кажеме дека прибирањето на даноците, барем во онаа сфера како што е замислено, ќе биде успешно. Буџетот секогаш има алтернатива, казните и прекршоците се алтернатива на полнењето на буџетот, и гледате дека во Македонија се соочуваме со оваа тенденција, иако не би требало да е така. Значи, олеснување на административните процедури како бизнис, стратешка мерка за отпочнување на нови бизниси, за негување на старите бизниси, односно за продолжување на старите бизниси, е прашање кое што мора да го има Македонија решено во овој период, не само со реформата на даночниот систем и со олеснителните процедури во тој поглед. Иако тука касниме многу зад, нели, и околината, па и дури европскиот просек. Рековте на почетокот кога ве прашав за генерална оценка на буџетот дека вие како Сојуз на стопански комори и како бизнисмен кој води консалтинг фирма имате своји видувања и сугестии како би можело да се подобри бизнис климата генерално. Кога би можеле, кога државата би ве слушала 100%, што би сугерирале, кои би биле трите клучни поенти кои треба да се вметнат во економската политика на државата за да се создаде поповолна бизнис клима, за навистина да имате ветер во грб за ублажување на економската криза? Значи, заклучокот во Сојузот на стопански комори секако се насочува кон смирување на енергенците и политика на овозможување на ефтина електрична енергија, прифатлива за економските услови на Република Македонија. Тоа е првото прашање. Олеснителни административни процедури во управувањето со бизнисите, односно со отварањето, почнувањето и извршувањето на бизнис активностите. И трето ќе биде активна администрација која што ќе биде во функција на стопанството. Во три точки кажано, нели? Корупцијата не ја спомнувате тука. Во ред? Тоа е третата точка кај што имаме, нели, ефикасна администрација, дефинитивно така. тука веќе. Ја сместувате по таа точка, група. да. Добро, кога споменавте ефтини енергенси, односно прифатливи енергенси за македонски со прифатливи цени за енергенсите, еве од надлежните објавија во гостување на Топ Тема дека ДДВ-то за струја ќе се од 5 ќе се зголеми на 10%. Како тоа ќе се одрази врз граѓанството, тоа се толкува како поскапување де факто и без да има зголемување на цената, со тоа што ќе се зголеми даночната стапка ќе има поскапување на струјата. Точно тоа ќе го осетат потрошувачите, населението секако ќе плаќа поскапа струја од почетокот на годината. Предпоставувам дека веќе сите потрошувачи ги имаат овие мерки сватено и ја намалија потрошувачката во доволен опсег за да можат да ги задоволат другите останатите потреби кои што се наметнуваат во текот на редовниот тек на живење. Значи, условите за
со зголемени цени за стопанисување, условите за живење во Македонија се заоструваат затоа што имаме скок на цените. Имаме инфлација која што се уште дивее. Инфлација која што не е стопирана. Значи, доколку енергенците како основен инпут во цените на производите не се стабилизираат, ќе имаме проблем. Второ, потрошувачите секако ја намалија потрошувачката кошничка, неопходните артикли се во кошничката, се останато Размислувате како фирма и како Сојуз на стопански комори на вашите членки да им ги зголемите платите во рамки на вашите фирми, на вработените? Тоа е услов за да можат да обстанат и фирмите, затоа што работната сила е неопходна кај фирмите. Значи, сите фирми мора да пристапат кон зголемување на платите. Потрошувачката кошничка е зголемена, значи сите активности од тој поглед треба да бидат насочени на задржувањето на постоечката работна сила. Значи, ние немаме услови да размислуваме за нов и поквалитетен кадар, за флуктуација во кадарот, туку задржување на постоечкиот, затоа што Македонија се соочува и со недостаток на професионална работна сила. Добро, се подготвува и нова даночна реформа, која ќе треба да стапи, односно која ќе треба да стапи на 1 јануари, меѓутоа да биде обелодената многу скоро. Ви пречи таа нетранспарентност доволна, никој не знае за што всушност станува збор. Надлежните велат многу брзо ќе дознае јавноста. Може да се предпостави дека може да се оди во корекција на основицата на данокот на додадена вредност, бидејќи се споменува во повеќе наврати од надлежните и во колумни се пишува дека сме земја со најниска стапка на ДДВ во регионот. Вие како даночен експерт, впрочем тоа е вашата специјалност, што во таа смисла имате некакви сознанија дополнителни каква даночна реформа се подготвува и како таа ќе се одрази врз економијата? Значи, она што е кажано и циркулира во моментално или во Министерството за финансии и во круговите кои што се бават со оваа проблематика е дека ќе се зголемат даночните стапки, односно преференцијалните даночни стапки или повластените даночни стапки ќе се укинат за одредени производи. За основните прехранбени производи даночната стапка се очекува да остане непроменета. Меѓутоа за оние дополнителни, да не кажам неосновни прехранбени производи, даночните стапки се предвидуваат да се покачат. Во тој услов, значи, ќе имаме зголемување на цените на производите. Не верувам дека било кој стопанственик данокот на додадена вредност ќе успее да го превали од сопствен джеп. Значи, во услови на зголемување на цените ќе имаме намалена потрошувачка. Во моментов, нели, Македонија велиме дека имаме потрошувачка која што не е намалена, меѓутоа тоа од финансиски карактер. Ако се погледнат количините на прометот, ние имаме драстичен пат на потрошувачката, што може би е сега предизвикано, нели, од зголемувањето на цените. Оваа даночна реформа не го опфаќа само данокот на додадена вредност. Ние во поглед на зголемувањето на стапките дека секако ќе направиме исчекор затоа што е неопходно за прибирање на предимензионираниот дел од буџетот на приходната страна. Значи, тие 5,7 милиарди евра треба да се соберат од страна на стопанството. Надлежните велат дека имале долг период на јавни расправи за даночната реформа и дека главна цел на таа реформа која се подготвува е да се обезбеди еднаквост на даночниот товар во економијата, да се зголеми даночната база и да се зголеми ефикасноста на услугите во јавната администрација. Можно ли е тоа? Тешко дека со еден чекор, со промена на стапките и со овие предвидени услови баш сето тоа ќе се постигне. Поготово последното, меѓутоа и првите две точки, значи први не можеме да имаме зголемување на наплатата на даноците, а да стопанството не го осети товарот. Стопанството треба да го плати тој товар. Значи, од една страна имаме обврска да покачиме плати, обврска да ги задржиме вработените, од друга страна имаме да платиме повеќе на државната администрација. Товарот ќе го плати крајниот потрошувач. За жал, ние овде имаме и неколку, да не речем, генераторни инфлаторски карактери во самата структура на системот на ДДВ-то како потрошувачки данок, затоа што правото на одбивка за трошоци за превоз, за храна за вработените не е дозволено. Во услови кога Македонија се соочува со недостаток на работна сила, превозот на вработени, организиран превоз и така натаму е преголема, да не речем, ставка и барање во делот на структурата на цените. Така да овој неповратен ДДВ, кој што не може да го одбие и не влијае на додадената вредност, односно ја зголемува додадената вредност во овој услов, на страната на трошоците веќе имаме проблем со инфлаторниот карактер на цените. Преобемната администрација ќе се isfinansира доколку се соберат средствата, доколку стопанството преживее. Сега имаме услови каде што стопанството не може толков дел да одвојува така елегантно како што тоа го правеше во претходните години. И кога станува збор за дали ќе преживее стопанството и за помошта во која во повеќе наврати ја бара членките и на Стопанската комора на Македонија и вие како Сојуз на стопански комори во кои членуваат и големите компании и малите и средни предпријатија,
Сите велат дека се недоволно, од друга страна државата во повеќе наврати се пофали дека донесе сет на мерки во првиот пат во износ од 300 милиони евра вкупно, вториот пат околу 400 милиони, значи 700 милиони евра се наменети за ублажување на последиците од кризата. И кратко само ќе кажам како вовед во прашањето како вие како бизнис, како стопанственици ги чувствувате ли полза од тие антикризни мерки? Ќе цитирам, борбата на државата против кризата се состои од три компоненти. Првата е тековно справување со кризата и заштита на најранливите категории граѓани и фирми. Второ, обезбедување фискална одржливост и со тоа задржување на макроекономската стабилност. И трето, напоредно спроведување на реформите и поставување нов и подобар систем на јавни финансии. Три компоненти, што од ова е од полза на реалниот сектор на економијата? Значи, точно дека ранливите категории треба да се субвенционираат, тоа не е спорно, стопанството го признава како факт, меѓутоа ние бараме ова финансирање да оди во секторите на македонската економија кои што се македонски односно оригинални стопанства кои што имаат суровини од нашиот карактер, односно од наше поднебје, кои што не се увозно зависни или кои што не извезуваат само одреден дел на суровини кои што се предвидени во цената на енергенци и така натаму. Значи ние имаме сектор земјоделство каде што се уште е недоволно субвенциониран. Сектор каде што се уште се тапка во место. Ние увезуваме храна, Македонија увезува храна и тоа од соседните земји за храна која што во Македонија може да се произведе 3 пати поквалитетно, 3 пати поевтино и 3 пати подобро. И тука имаме трговски дефицит од речиси 1 милијарда. 1 милијарда денари. Несвојствено за нашата држава, значи ние треба малку да се свртиме кон нашата економија. Второ, рековме дека туризмот е привлекувач на странски инвестиции. Ние во туризмот малку вложуваме. Во овој систем на стопанисување, во оваа нехигиена на градовите, односно во стопанството тешко дека некој турист ќе се осмели да дојде во Македонија. Ние сме привлечни по добрата храна, по доброто вино. Тука треба да вложуваме во храната, во виното и во туризмот. Значи, како Сојуз на стопански комори кажуваме дека во моментот на Македонија и треба помош во реалните сектори, кои што се на економска македонска основа, не увозно зависни економии, не економии кои што работат со увозни суровини. И само како оценка, кога би дале оценка од 1 до 5 на оние антикризни мерки кои досега се имплементирани, а колку полза вие како реален сектор сте имале досега, со оглед на тоа што најголемиот дел од антикризните мерки се насочени кон поддршка на социјално ранливите категории на граѓани? Значи, стопанството многу тешко дојде до таа финансиска поддршка, мораме да кажеме, со неколку одложувања, со повеќе наврати, со недоволни средства, со нејасни правила за добивање на таа поддршка, со нејасни правила за враќање на таа поддршка финансиска, односно кои услови треба да бидат променети, кои што стално беа менувани, стално беа поинаку претолкувани. Значи ние бараме точни, прецизни услови за да може стопанството да каже да и да ги предвиди овие текови. Значи не може да очекувате вие од стопанственик да работи во Македонија да не знае колку утре ќе му треба за одредени трошоци кои што произлегуваат од секојдневното работење. Трошоци кои што не се реални. Трошоци на кои што вие сте сметале дека е така, меѓутоа со одредени, да не речам, зафати и така и таму во законите, покасно испаѓа дека тие биле нереални. Македонија исто така има прекин на задолжително социјални придонеси, односно субвенционирање кои што државата сега го врши. На крајот на овој месец ќе имаме и други отпуштања, односно намалување на платите. Вработените сами ќе си заминат, затоа што тие 6000 денари кои што сега беа субвенционирани со придонеси од државата ќе исчезнат. Доколку не се продолжи тоа. Има најава, меѓутоа ништо не се знае. Значи, ова неизвестност која што во македонското стопанство е све присутна, ги демотивира стопанствениците од нови вложувања, нови инвестиции. Ние не можеме да очекуваме странските инвестиции нас постојано да не влечат напред. Ние мораме да се потпреме на сопствените ресурси. Значи, Македонија има стопанство, може да го направи тоа. Ние имаме незаживеена економија. Туризмот во Македонија е на нула. Многу се мали оние туристички гранки кои што можат за ова е потребна добра инфраструктура, добра хигиена, значи силни јавни предпријатија со добра јавна администрација. Ние постојано тапкаме во место, а знаеме да ги зголемиме буџетските расходи. Знаеме да побараме од стопанството повеќе пари. Да, но почекајте, стопанството не може да го задоволи овој ваш услов.
Да ние бараме добри услови за стопанисување кои ќе предвидиме да сите наши планови бизнис мерки бидат сеопфатни и бидат прецизно извршени. Господин Костадинов, ви благодарам за гостувањето во утринската. Ви посакувам многу сила, издржливост и жилавост за да ја пребродиме сите заеднички и оваа криза. Благодарам и на вас.